Lano ćerko, na lano ilele, di do teraj mori, voloj, nej na lano ćerko. Нашите следни гости се инспирирани од пребогатиот извор на македонската народна мудрост. Тие се инспирирани од она што значи пренесување на културното, музичко и духовно наследство на македонскиот човек. Наследство пренесувано од колено на колено, како најголема вредност. Музика која тече низ вените и која секогаш, кога од почеток ќе ја слушнете, ви ја растреперува душата. Триото Кладенец денес со нас, Сашо Костадиновски, Мирослав Стојановски и Бобан Трпковски. Ни го нема најмладиот член, Иван, ама за Иван нешто подоцна. Добре ни дојдовте, момци, во студиото на Македонската телевизија. Драго ми е кога млади луѓе го имаат тој сенс, таа љубов за она што значи македонска музичка традиција, за она што значи духовно наследство на нашите предци. Триото Кладенец релативно ново на македонската музичка сцена. Од кога, Сашо, всушност и зошто баш токму Кладенец, иако Кладенец како извор нели на
на сето она најубаво што ни е оставено од предците? Па така, триото Кладенец најнапред започна со работа во едно културно-уметничко друштво, тоа е културното уметничко друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ, кој работи веќе 6 години на назад. Таму почнавме со работа, јас сум еден од основачите на тоа културно-уметничко друштво. Работам како уметнички раководител, тогаш Мирослав и Бобан работеа како асистенти. Сега се кореографи во истото културно-уметничко друштво. Настапувавме 4 години со тоа културно-уметничко друштво како вокално трио, но под културно-уметничкото друштво и ден денеска настапуваме така, затоа што од таму потекнуваме и од таму произлезе ова дружба, ова пеење и ова уметност која што не негуваме во моментов. Пред година дена одлучивме да направиме вокално трио со наше име, пошто луѓето веќе бараа да направиме нешто што имаше потреба да се направи, нешто што секој би го сакал, секој го сака. Едноставно е затоа што потекнува од нашата генеза, од нашите корења. Сето тоа што го правиме, ќе објаснам малку подоцна како и што го работиме. Седнавме и по предлог на Бобан Трпковски, трио Кладенец, имавме 7 или 8 предлози. Повеќе предлози имавме. Го одбравме Кладенец како извор, како што напоменавте. Бевме во координација со маестро Зоран Џорлев. Така. И како? Ајде Кладенец, ајде сега не знам. Кладенец ни представуваше извор на нешто ново, но нешто со длабоки корења. Вода која што тече извира. Така. Значи од изворот на душата, од изворот на дното на корените на нашата вокална традиција. Убаво одбрано, Бобан, убав предлог. Убав предлог, мора да признаеме. Меѓутоа кога веќе зборуваме нели за културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ, во ТРЦ вие сте најактивни. Иако ТРЦ има жители со мешан етнички состав. Колку членови всушност брои во моментов културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ? Ќе ми кажете. Ајде кореографите. Ајде, да. Културното уметничко друштво во овој момент се располага со 3 групи. Малечка група, средна група и голема група. Малечката група се од возраст до најмали од 3 години, па се до 6 до 7 години. Потоа имаме средна група од 8 години, малку повозрастни, до некаде 13 години. И веќе големата група е од 13-14 години нагоре. Кој ви е најстариот член? Колку години има? Најстариот член во друштвото има 22 години. Членовите што моментално се активни во културно-уметничкото друштво се, како што кажа Мирослав, но имаме и надворешни соработници кои што имаат и по 80 години, 85 години. Поздрав до нив, поздрав до Гавровски, групата Гавровски, трио Гавровски, поздрав до неговата баба. Да, што исто така пее беше. Они си пеат, не поддржуваат, не поучуваат како ние од нив учиме песните. Каде што потекнуваат и старите групата Подгорија, исто од Џепчиште. Благодарност до сите нив, тие се сите соработници со културно-уметничкото друштво. И групата Сербес со која што точно така соработуваат. Сите, поздрав до сите. Ете така, меѓутоа, ајде сега да ве вратам малку на таа љубов кон она што значи наш искон. Како етно кореолог, етномузиколог, всушност, се она што значи наше наследство. Лесно е, тешко е да се нурне во тој извор, во тој кладенец на неисцрпна мудрост и да се донесе на светлина на денот нешто ново, креативна творба некоја, а повторно во духот на таа народна традиција? Јас веќе околу 15 или 17 години од прилика се занимавам со фолклорот, со музиката и со сето тоа. Се запишав на факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на одделот етнокореологија. Поздрав до моите колеги, до професорот Владимир Јаневски, кој е мој ментор. И љубовта према традицијата уште од мали нозе насочен сум кон тоа, едноставно ми исполнува и кога почнав да играм, кога ги направив првите чекори, сосетив длабоко сигурен во тоа, сосетив и се пронајдов во самото нешто и потполно сум исполнет. Кога почнав со моите студии, тогаш почнав и професионално да се бавам со оваа дејност, со ова истражување и со ова уметност. Не е лесно, верувајте, многу е тешко, затоа што и затоа сметам дека многу од луѓето се откажуваат да го работат ова, затоа што е многу макотрпна работа, значи многу голем период на истражување, на преработување на сето тоа, за да дојде до моментот кај што треба да се испее песната. Значи не е само да се испее, туку треба да се пренесе. Ние сме една генерација која што пренесуваме уназад, да речем, 5 века.
Значи 5 века се градело, се творило, се пееле луѓето, се правеле своји песни, се пронаѓале во тоа И едноставно. колку е тука умешноста всушност на вас, младите луѓе, да знаете до каде смеете да одите, да речеме во стилизирање на некаква тема, до каде Ние си истражуваме, така? одиме на терен и песните ги истражуваме, на пример, сега песни што ги пеат старите луѓе, ние ги снимаме, истите правиме транскрипција и мелографија на истите песни. Се И се- консултирате ли со професори? Да, со- апсолутно. Значи се консултираме со професорите во стручна област и се консултираме со пеачите кои што го изведуваат тој начин на пеење, за да немаме недостатоци во тоа, затоа што генерацијски 5 века се пренесува, кои сме ние како трио кладенец да го менјаваме начинот на изведување или не знам стилот на изведување. Се трудиме да сме 100% во истиот стил. Го работиме тоа, имаме поддршка од сите професионалци кои што го работат во Република Македонија. Снимаме на терен, тоа е макотрпна работа, значи не е само еден информатор, туку да речам, ние го истражуваме во моментов Долни Полог. Како Долни Полог, сите села, градот е тоа тоа е годинишно. Можете специфичен по самиот вокален израз. Истата по- песна, на пример, ја среќаваме на 15 информатори. И тие 15 информатори кога ќе ги поминеме, делумно некој различно го пее, но правиме компарација и разлика кој повеќе се задржува на истата форма, на истата структура на мелодиската линија, на стилот на изведување и сето тоа. Доколку најдеме повеќе информатори со истата песна, тоа е полесно за нас. Така и подобро. И знаеме дека Така, ако ни ја испеат 15 луѓе исто песната, Тогаш знаеме што е дека тоа? е така, да. Тогаш што е тоа? Ако е еден, затоа што вокалните способности на луѓето кои што се во подмината возраст се намалува и секој го пее така како што го чувствува. Значи народното пење, изворното пење представува начин на самозадоволување и тоа што го осеќаш во себе, тоа го пренесуваш на Филтер на луѓето. тие емоции кои Ето што... така. И претпоставувам и знам, длабоко сум убеден, дека овој стил на изведување може да го работат само луѓе кои што се длабоко навлезени во тие корени. Не може да го пее никој кој што не е навлезен во тие корени и барем еднаш не излегол на сцена и да облече опенци и носи да игра. Тоа сакам да го кажам. Затоа што ми го пренесуваме срцето на нашата традиција, нашата нација, нашата држава и на нашите луѓе. Многу луѓе го сваќаат обратно тоа. Мислат, ние пееме македонски песни, изворното мислат дека е националистички или нешто слично. Тоа е Или во најмала рака, како рековме пред малку, селски, рурални. ете така, да. Нешто многу просто под наводници, иако нели простата форма е секогаш најсложена затоа што е доведена до најситните детали, до совршенство всушност. Така. Ви паѓа тешко на социјалните мрежи кога ќе прочитате и зошто не нешто помодерно, зошто излегувате на фестивал. Ве видовме на Лешок, нели? 2018-та токму со една од песните кои што ќе имат можност нашите гледачи да ја видат, направивте видеозапис. Така. Имаме прогрешно гледање за овој стил на изведување затоа што го пеат претежно стари луѓе и нашава генерација, ќе кажам и помалата и повозрастната генерација, сите мислат дека се тие песни и сите мислат дека се од село, се селски Или песни прости, или со тоа самите не знаејќи дека самите ги газат своите корења. Токму ова се нашите корени, токму ова е нашата генеза, токму ова е нашата суштина на животот. Не очекувам сите да го поддржуваат нашиот стил на изведување, што до сега не се случило некој да не скептикува, и од помладата генерација, но треба секој да го знае што е да ја знае нашата вокална традиција, кој е коренот и што е. Не мора да го изведува, не мора да го сака или да го слуша ова, но треба да го знае. Да, ма знаете Во како моментов велат, оние ние- што не обрнуваат внимание на минатото, губат дел и од сегашноста и од иднината во Тие секој случај. не се пронајдени, не знаат што се. Мирослав, вие знаете што сте, вие знаете дека имате љубов кон онаа македонска фолклорна традиција. Ве видовме во 2018-та, реков, на Лешочкиот фолкфест. Таму настапивте со една авторска номера. Текстот беше на Мирослав. На Мирослав Гавровски од групата. Така. Тоа нешто кога го сакаш и со љубов кога го пренесуваш, никогаш нема да застанеш на тоа што си и секогаш идеш понапред да ги нормално... Да се надградиш, точно, така. да се надградиш. И во својата работа. Значи, песната "Да си вечна земја моја" дојде до инспирација така што во мај лани го оформивме името Трио Кладенец и така следно беше Лешочкиот фолкфест
И ни дојде добра инспирација каде што рековме зошто да не пробаме да настапиме на Лешошкиот фолкфест. И така на брзина некако тоа Одличен спонтано. успех имавте таму, одлично бевте прифатени Да. на прва што би се рекло од, Да. од публиката. Так. И така некако спонтано излезе да се пријавиме на Лешочкиот фолкфест каде што настапивме со ново компонирана песна Да си вечна земјо моја, која што аранжманот беше на Јован Василевски, така на Јован Василевски, а текстот на Мирослав Гавровски од групата Трио Гавровски. И Направивте видеозапис Точно, за истата? да. Излезе некаде чина. но видеозаписот Тука беше околу- после Така. Лешочкиот фолкфест. Бевме воодушевени и од самиот настап. И од приемат. Точно така. Од самиот настап и од приемот кога завршивме со настапот, ние слеговме доле, публиката беше многу воодушевена, каде што самата публика не натера да снимиме видеозапис на истата песна. И тоа ни дојде како мотив, да. Да Како понатаму, мотив да да продолжиме продолжите, за понатамошна Така и во овој работа. правец. Така. И така се поврзано се одвиева тие работи, каде што го завршивме видеозаписот на првата песна во Галичник, во Маврово, во Бигорскиот манастир. И веднаш после завршувањето на видеозаписот Да си вечна земја моја, продолживме со напорна работа, каде што ја создадовме новата песна Мајко земја не плачи. Имате една забелешка таму, го оставивме срцето или ви го подаруваме срцето на дланка. Издржавме и температури и на минус 15, Точно. издржавме ветришта, издржавме јуначки, што би се рекло, како што се говори и во текстот на песната, а се за задоволство на публиката и во земјава и ширум светот докаде што има македонско Да се срце. надобрзам малку на Мирослав. Да, точно. Значи, снимањето на видеозаписот на втората песна се одвиваше во многу лоши услови. Првиот ден беше минус 15 степени. Ние снимавме и преку ден и преку ноќ. 3 дена не бевме згријани, не бевме доволно нахранети, затоа што нонстоп работевме на терен, но ние не се осеќавме дека ни студи, не се осеќавме гладни, затоа што со голема желба и љубов го правевме сето тоа. Дури и камерманите што не снима, не го слушаа овој стил на музика, но сега гледам дека го работат тој стил на Ги музика. заразивте нив. Да, точно ги пеат песните наши. Благодарност до сите кои што не примија таму, не удостоја со не пречека, не очекувавме толку да не знаат во тоа место. И кога стигнавме таму, седнавме на маса, добро сакаме да снимаме спот и тој Киро Фанчов ни вика, кој сте бе? Вие вака. И викам, ние Трио Кладенец. Трио Кладенец! Што ви треба? Замислов дека сте повозрасни, најверојатно. И му кажувам што ни треба, вика, се имате. И се, стварно, значи, нашата енергија, не знам, ја пренесовме на сите нив таму, и на нив не им беше ладно, и на нив не им беше, не знам, одвивањето беше многу лесно. Ќе напоменам уште нешто. Песниве кои што ги работиме сега, ново комбинираните песни, се наменски песни направени за нашата татковина, нашата република, за нашиот народ, кој што прво тоа го чувствуваме и го пренесуваме. Кога почнавме да ги правиме песните, јас имам малку повеќе искуство во тој поглед, тоа што работам и во група, во Мегабенд, како солиста, како изведуваш на тапан, и секоја од свадбите сум напред со луѓето и точно знам луѓето што бараат и што сакаат и во што се пронаоѓаат. Гледам дека секој во себе си го има суштинското македонското кое што би допрело до секого. И од тоа не може да победи. Не може да побегне и не може да нема успех. И им кажувам, викам вака ќе правиме, тоа ќе ставиме ако сакаме да напредуваме, првенствено ние сме моќни во тој поглед. Џабе да правиме нешто ако не знаеме да го направиме. Ние сме како трио многу моќни. И моето искуство со луѓето и директниот контакт со слушателите го пренесов токму сега во Триото Кладенец. Направивме благодарение на Јован Василевски, кој што исто колега ми во бендот. Направивме песна, првата која што очекувавме резултати, но такви резултати како што добивме не ни сонивме. Едноставно 2 часа сликање после Лешочкиот фолкфест, позади со публиката и со сите други, за нас представуваше огромна чест и задоволство што сме македонци и што правиме ваква музика. Што убаво кажено. Бобан, да се вратиме сега на последната ваша композиција, последниот ваш видеозапис. Се појавуваат таму, се појавува и четвртиот член во вашето трио. Сушност, трио кој има тенденција нели да стане квартет, па квинтет, најверојатно се додека не оформите некоја група на луѓе влюбеници во македонската
традиционална музика. Да го поздравиме Иван. Каде ви е Иван, момци? Вован Иван каде? Божиновски е во таа пазната екскурзија која се одржува во средно во 3-та година. Тој ви е најмладиот член Да, во групата. најмлади. Како дојде до тоа Иван да стане? Па член? самиот Иван Божиновски е многу позитивен човек. Енергична личност. Енергична личност и тоа се случи со првата песна, кога се појавивме значи на Љашовички фолкфест. И така беше многу енергично дете, позитивно што сакаме да го вклучиме потоа и во видеозаписот и беше прифатен од страна на публиката. И затоа продолживме со неговата соработка и се вклучи како го инфициравте и четврти него со член. љубовта Така, да. кон она што Трио значи. Кладенец може да брои и многу, некои 10 члена, 15 члена. Значи самата традиција налага секогаш пеат тројца. Ама може пример и да се прави разни комбинации. Пример тие тројца, двајца да продолжат да пеат, трет друг да фактички да превземе. виши или Така пак да е. сложи. По-нашки, И селски, така што разни викат. комбинации, тоа се вика со преземање. Значи, може тие песни, тие строфи да се преземаат во текот на пењето. Може 10 души да бидат вклучени во тоа пење, ама секогаш да пеат тројца. Да, ама може би таквото превземање на следниот Тоа е дел, всушност следниот традицијата, фрагмент да. од песната ја прави таа македонска народна песна така блиска до срцата на луѓето, затоа што нели македонецот најверојатно не може ниво добро, ниво помалку добро без да запее. Дали е тоа на некаква веселба, прослава, Селска па слава. дури има записи, нели, дека и во најтешките моменти, во најтажните, во најтраорните моменти од срцето на човекот, на нашинецот излегувала токму таквата песна. Настапувате на манифестации исклучително на покана, како што беше неодамна нели во музеот на револуционерната борба, каде што настапивте кога се промовира некаква книга, некаква изложба на фотографии кои што повторно имаат некако врска со нашиот извор. Така. Значи, вокалното трио Кладенец и со оваа програма, со овој репертоар, со оваа макотрпна работа, не може да настапува насекаде. Триото Кладенец моментално работи на некои проекти кои што се од поголем интерес, односно концерти и такви работи. Ние во моментов настапуваме на места каде што секаде ќе настапиме. Значи на секоја покана ние ќе излеземе и ќе отидеме да настапиме, но тоа нема да биде на некои несоодветни манифестации или на како да Не, ги затоа кажам. што всушност Да, и ваквите песни и не прилегаат. Не се. прилегаат Ете за така. секаде. Може да. би прилегаат Погрешно негде на сватени ќе некој бидат. отворен Ете така, простор, да. некаде меѓу луѓе со позитивна Така. енергија, некаде каде што грлото, Така, вашиот апсолутно. глас може да Така. дојде до израз. Нашите настапи сега се по концерти, по покани на манифестации, на отворање на свечени, не знам, пригоди некои на. Меѓутоа знам на дека имате книги, на покани за турнеи надвор Да. од земјава, кај нашиниците ширум светот. После првата песна која ја направивме, веднаш добивме покана за Австралија, но осеќаме дека е малку рано. И Зошто? Затоа што кога ќе отидеме таму, сакаме да се представиме со авторско нешто што ќе одвои малку повеќе време и поголема работа од нас, не само со една песна. Ние можеме и сега да идеме, не е тоа проблем, и ќе идеме. Но ќе представиме традиција која што благодарение на сите кои што го работат тоа, некако се задржува. Нашата идеја е нешто поголема. Како? Значи, со правење на нашите авторски песни, ние сакаме да допреми до помладата генерација која што е еднината на македонскиот народ. Старите секако не поддржуваат и не сакаат, И учите од нив, Така да, секако. апсолутно. Може да кажем дека единствена млада група сме која што го негуваме тој стил на изведување. И песните што ги работиме се со таа генеза, со тој длабок корен, но изработени, преработени во некој нов стил кој што и младите ќе го засакаат и го пеат, Ќе биде и ќе го близок пеат сега, така, и го и бараат по разбирам. свадби. Значи, мене како член во Мегабенд идеме на свадби, нема свадба да не ме побарат мајко земјо не плачи или да си веш на земја моја по 10 пати на свадба. И без нив. Да. Тоа е добро, значи младава генерација веќе го прифаќа тоа што го работиме, го поддржува и го сака. Доколку на пример
ние ги негуваме и традиционалните песни со истата со истата интерпретација, со буквално исто се, но на место каде што треба да се изведуваат. Тоа се фестивали каде што одиме во странство на надпреварувачки фестивали и ги пееме тие песни. Значи представуваме културата. Така, представуваме култура. На својата представуваме култура традиционално. и секаде каде што сме биле до сега, секаде прво место сме зели. Зошто да го менуваме стилот на изведување, зошто да кога некој го сака, тој едноставно ти пружа огромна почит и задоволство кога те слуша, а тоа за нас представува задоволство. Апсолутно. А нам ни беше задоволство што вие денес бевте наши гости. Големи поздрави за членовите на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ и се разбира за сите теарчани. Поздрав до сите гледачи на Македонската радио телевизија и се гледаме скоро. Благодарам. Тоа беше Триото Кладенец. Уживајте во уште еден нивни настап и се разбира. Останете со нас. Ај што ми биле три делие, три бекрие, што изеле, што попиле, 300 на жолти дукати, све за еден дан, летен дан, другиот дан е Петров дан. Под града, под Солуна, солунските ливаде биро зелене. Ај што ми биле три делие, три бекрие, што изеле, што попиле, оштрине сабје димиские, се за еден дан, летен дан, другиот дан е Петров дан. Под града, под Солуна, солунските ливаде биро зелене. Ај што ми биле три делие, три бекрие, што изеле, што попиле, брзине коњи од себе, све за еден дан, летен дан, другиот дан е Петров дан. Под града, под Солуна, солунските ливаде биро зелене.